Дали има сличности помеѓу англискиот збор бит, што значи удира, и македонскиот битка? Или помеѓу англискиот луп, што значи соголува, и македонскиот лупи? Нашиот соговорник Ѓорѓ Димовски тврди, има. Ова го темели на фактот дека овие и мноштво други основни англиски зборови потекнуваат од старомакедонски зборови. Токму тоа му дало повод да објави книга со бројни примери на сличности помеѓу англиските и македонските зборови. Зборо историја да кажам, дека зборо историја е доказан со грчко потекло, што значи истражување. Ако очигледно кој ќе се види на македонскиот јазик, тој збор може да се пресечи, тоа и историја, значи тоа е нешто што се стварило. Тоа значи по-конкретно што значи зборо историја место тражење. Некој друга? Други збор, бейт. Тоа е, значи, мавајне, тепајне, значи тоа може да биде од битка. На 250 страници Димовски детално ги анализира сличностите помеѓу македонските и англиските зборови. При тоа го користи големиот оксфордски речник на англиски зборови. Базирајќи се на него, на читателите им го открива старомакедонското лингвистичко потекло на повеќето англиски зборови, што со текот на времето еволуирале во денешната позната форма. Со ова, вели Димовски, има отстапува простор за подетално истражување на лингвистите за блиски релации помеѓу англискиот и македонскиот јазик. Со оваа книга сакам да ставам прашање место решење. Значи да ни наметнете дилема на историчарите и останатите кои што се блиски, малку повеќе да истражуваат за можните контакти помеѓу македонците и англичаните. Да, јас велам дека ако тука се дај поголемо тражење, дека многу работи ќе се открие. Димовски тврди дека и во Библијата има грст зборови со македонска основна нитка. Такви, на пример, името Мојсей. Тој е доказан дека името негово значи подигнување на хеврејски. Ако очигледно го видиме тој збор, англискиот збор my и македонскиот збор мој има исто значење. Син и сан е исто, значи син, синот твој, синот мој и за машки пол. Името негово кој ќе се земи на тие двата компоненти, значи ова, мојот син. А цела приказка е баш за тоа. Македонски лингвистички корени е насловот на книгата Првенец на 52 годишниот македонец роден во Австралија. За своето истражување ќе каже дека е добра основа за натамошни подетални истражувања од страна на лингвистите. Димовски живее и работи во Австралија, но не ги заборава македонските корени, особено битолскиот крај, од каде и потекнува.